Канал Плюс телевизија во следниот половина час ви возможува разговор со нашиот гостин во студио. Денес честа да го имаме како гостин во студио е господинот Дарко Димитров, директор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Добар ден и ви благодарам на одговорот на нашата покана. Добар ден и ви благодарам за окажаната можност. Ете ќе започнеме најпрво со Националната агенција и незините надлежности, но и работата која што ја врши. Националната агенција за европски образовни програми и мобилност е државна агенција која што е формирана со посебен закон од страна на Собранието на Република Македонија и основна надлежност е да управува со европската образовна програма, односно најголемата европска образовна програма, програмата Еразмус+. Поред програмата Еразмус+, Националната агенција управува и со уште неколку иницијативи што се на европско ниво, со тоа што главна наша цел е всушност да управуваме со програмата Еразмус+, односно со фондовите кои што ги доделува Европската комисија на државите членки, но и на Република Македонија, а се однесуваат за образование, обука, млади и спорт. Така, напоменавте Еразмус Плюс, од 2014 година Македонија станува полноправна членка за искористување токму на овие средства од програмата на Еразмус Плюс. Колку ги црпи Македонија тие фондови кои што и се овозможени, каква е досегашната пракса и соработка со овие проекти со однос на тоа дека Македонија не е членка на Европската унија, меѓутоа има право да го користи и да го спроведува овој проект. Така, исклучително интересна ситуација е во однос на Националната агенција, што и на Република Македонија, што всушност ние не сме членка на Европската унија, но во оваа програма по напорната работа која што ја изврши Националната агенција, односно по исполнување на сите критериуми кои што ги зададе Европската комисија, некаде во декември 2013 година. Исто така мораме тука да напоменеме и напорите кои што ги даде владата и Министерството за образование, Министерството за надворешни работи и Секретаријатот за европски прашања, односно поддршката кон Националната агенција, успеавме да акредитираме агенцијата и со тоа во 2014 година да влеземе како полноправна членка во програмата Еразмус+, која што во тој момент ја лансираше Европската комисија како нова водечка програма за образование, обука, млади и спорт. Ова е исклучително важно, бидејќи во претходниот период, односно пред 2014 година, Националната агенција работеше во подготвителна фаза. Во однос на тоа, владата имаше уште во 2008 година имаше формирана Националната агенција со идеја истата да прерасне во една агенција која што кој управува со сите европски иницијативи од областа на образованието, обуката и младите, со тоа што после напорната работа која што имаше во Националната агенција, успеавме истата да акредитираме и една од ретките агенции кои што се акредитирани од страна на Европската комисија. Ова акредитирање всушност значи дозволување преку Националната агенција на македонските граѓани, односно возможување на македонските граѓани во целост да ги користат европските средства на подеднаков начин како и нивните сограѓани од земјите членки на Европската унија. Ваков случај исто така и Република Турција. Нивната национална агенција имено исто така има статус на агенција од програмска земја, што всушност представува едно сериозно достигнување во однос на користењето на европските фондови. Дополнително ова значи изголемување на фондовите, но и изголемување на можностите за нашите корисници, односно за граѓаните на Република Македонија. Ако имено до пред овој период не беа отворени сите акции, не можеше да македонските граѓани да аплицираат за долгорочни проекти, за големи проекти. Во овој случај тоа го надминавме и практично Република Македонија од статус на трета земја стана статус на земја учесничка, односно програмска земја. Со ова Националната агенција направи чекор и влезе во европската земја. Имено ние и во сите програмски комитети како Република Македонија, нашите представници имаат право на глас на ист начин како што имаат и представниците од Германија или Франција. Со тоа ние добивме шанса да учествуваме во креирањето на новите програми, учествува во сите работни групи при Европската комисија и вработените во Националната агенција добија исто така дополнителни обуки, односно дополнително се усовршија и се остручија за да можат да управуваат со оваа програма. Треба да се има во предвид дека покрај работата на Националната агенција во ова, како што кажав, имаат удел и други институции, како што е владата на Република Македонија, која што даваше поддршка, но и нашите корисници, односно сите универзитети, сите училишта, сите невладини организации кои што аплицираат во програмата и со тоа покажа извореден апсорпцијски капацитет на нашата држава, односно покажавме дека сме држава која што може да ги апсорбира европските фондови во ова поле, односно во полето
полето на образованието, обуката и младите. Ова би значило дека всушност од 2014 година и па наваму до крајот на 2016 година нашата реализација на средствата кои што ни ги доделува Европската комисија за овие фондови е повеќе од 95%. За илустрација во 2016 година стигнавме до 97,4%. Односно максимално ги искористивме фондовите кои што ни беа ставени на располагање од Европската комисија. Ете што нуди програмата Erasmus Plus, за кого се е достапна? Да, програмата Erasmus Plus е всушност наследник програма на други програми, на програмите Доживотно учење, Млади во акција, Жан Моне и така натаму. Тоа е сплетена, интегрирана програма која што обедини повеќе европски иницијативи и програми. И она што е битно е во својата комплексност има и едноставност, односно при тоа таа е поделена на неколку клучни акции и сите тие клучни акции се ориентирани кон определени таргет групи. Тоа што е важно е дека или што е најпрепознатлива е всушност тоа дека таа им помага на студентите да остварат мобилност за студирање во некоја друга европска земја, односно да поминат определен престој и да полагаат испити во друга земја, за подоцна може да се вратат на својот универзитет, тие истите да им бидат признати и да добијат диплома дополна која што ќе им посведочи, односно ќе им го верификува знаењето кое што го стекнале во странските универзитети, во странските реномирани универзитети. Тоа е главната главната цел, односно буџетот, најголемиот дел од буџетот на оваа програма се посветува токму на ова. Но оваа програма во себе не ги опфаќа само студентите, иако името Erasmus потекнува од познатата програма Erasmus Plus потекнува од познатата програма Erasmus, која што беше токму фокусирана на делот на студентите и наставниот кадар на универзитетите. Но оваа програма исто така може да учествуваат и градинки, може да учествуваат и компании, може да учествуваат и училишта, може да учествуваат и стопански комори, може да учествуваат на центри за образование на возрастни, државни институции и така натаму. Така што генерално програма која што опфаќа голем спектар, односно целосниот спектар на сите луѓе кои што сакаат на некој начин да го продолжат своето образование или да бидат активни граѓани во младинското организирање или во политичкото организирање. Всушност, тука можеме да кажеме и дека во самата програма има интегрирано дел за млади, каде што најчесто корисници се јавуваат младински организации, локални младински совети и така натаму, но исто така градинките може да аплицираат за обука на својот персонал, за размена на добри практики, исто така можат и училиштата, средните стручни училишта, па дури и општините, локалните самоуправи можат да се најдат како учесници, без разлика дали ќе се оди на развивање на определени интелектуални аутпути од проекти, тоа се големите проекти кои што траат по неколку години, или пак ќе се оди на индивидуални мобилности, односно некоја институција ќе испрати дел од своите вработени на определена структурирана обука или тренинг, или пак на посета на работно место, на job shadowing во компанија, во друго училиште и така натаму. Колку граѓаните се информирани токму за оваа програма, за можностите да се искористи ваквата програма и каде се може да се обратат за да добијат подетални информации во врска со ова? Националната агенција самата по себе во своето организирање се води и мора да ги почитува европските правила кои што се поставени од страна на Европската комисија и кои што се универзални за сите национални агенции во земјите членки, така што ние функционираме на база на годишна програма која што ни ја одобрува Европската комисија и која што ние мораме да имплементираме во име на Европската комисија. Како што и всушност сите грантови, односно сите договори кои што ги подпишуваме со нашите корисници, ги подпишуваме во име на Европската комисија. Така и одговорноста наша, како национална агенција, да мораме да ги информираме, односно да биде задолжителен дел од нашата работа, да ги информираме сите потенцијални корисници за можностите кои што ги нуди оваа програма. Во таа смисла, националната агенција секоја година изведува промотивни кампањи, посетува училишта, посетува универзитети, посетува компании, стопански комори, гостува на најразлични телевизиски презентации. Значи, всушност, се трудиме да ги информираме сите можни граѓани дека постои можност и дека за истата треба да се обидат и да аплицираат во националната агенција. Она што е особено важно е што освен презентацијата на програмата и на незиното постоење, националната агенција истовремено врши и водство за аплицирање во самата агенција. Тоа исто така една обврска која што произлегува со самото стекнување на право да управувате ваква програма, односно треба да им
да им дадете водство на потенцијалните корисници како да аплицираат, односно како да учествуваат, да земат учество во оваа програма. Во таа смисла еве сега во моментов во Националната агенција течат структурирани работилници, посебно по таргет групи, значи тие се класифицирани во однос на тоа дали се работи за градинки, дали се работи за училишта или пак се работи за универзитети, кои што посетуваат бесплатни структурирани работилници кои што точно добиваат, односно работат на апликација и точно добиваат инструкции од страна на вработените во Националната агенција како се пополнува, кои се потребите, како да се направи успешна апликација. Ги повикуваме корисниците кои што имале успешни апликации во претходните години да ги споделат своето знаење со тие што се нови, што првпат сакаат да учествуваат во програмата. Во моментов, како што спомнав, веќе течат, бидејќи ни се наближува едниот рок, веќе течат такви работилници, веќе имаме повеќе од 220 регистрирани учесници на овие работилници. Минатата година имавме повеќе од 300 до крајот на годината вакви учесници во вакви работилници, така што во генерална смисла ние сме задоволни како се нашите корисници, како се информирани во однос на програмата, а впрочем тоа може и да се види од самата искористеност на фондовите кои што им се ставени на располагање. Имено ние ги трошиме, како што помнав и порано во разговоров, трошиме повеќе од 97% расположливи средства, што значи дека нашите корисници се информирани за програмата, а со односот на апликација кон поднесени апликации, на доделена апликација кон поднесени апликации, се движи во зависност од тоа за која акција се работи, од 5:1 до 9:1, што значи дека за да доделиме еден грант, ни аплицираат 9 корисници. Господине Димитров, да го споменеме аутпутот кој што доаѓа од ваквата пристапност кон овие програми, што откако ќе се биде дел од ваквата програма, дали се стекнуваат некои одредени вештини кои што потоа полесно може да се снајдат оние кои што ја спровеле ваквата обука да се понудат на пазарот на труд и да имаат поголеми бенефиции. Уште во самата замисла на програмата Еразмус Плюс, Европската комисија за цел постави дека преку оваа програма, освен тоа што луѓето ќе добијат соодветна доквалификација или тренинг или обука или пак некоја соработка со други компании, училишта и така натаму кои што се надвор од Република Македонија или надвор од матичната земја, дека оваа програма треба да им помогне особено на младите, стави акцент особено на младите да ги зголемат своите компетенции за кога ќе да го надминат, да речеме, јазот кој што се јавува помеѓу образованието и пазарот на трудот. Односно да ги опреми со добри вештини и компетенции за да можат кога ќе излезат по завршувањето на своето образование да бидат поспремни за да влезат во пазарот на трудот. Ова е исклучително важно. Еден огромен дел од програмата е всушност посветен на стручното образование и обука, бидејќи Европската комисија сметаше и е генерален став на сите земји членки дека најголем дел од пазарот на трудот се всушност храни од средното стручно образование или стручното образование и обука и дека најголемиот дел од работната сила токму доаѓа од овој сегмент. Тоа е втор по големина сегмент по високообразовниот сегмент во самата програма и тоа што можеме да го кажеме, да го потврдиме, а веќе извршиме во текот на минатата година и анализа, е всушност дека, например, согласно таа анализа, дека 87% од луѓето кои што учествувале во било каква активност на Еразмус Плюс програмата, значи за себе подоцна сметаат дека полесно може да се снајдат на пазарот на трудот, дека сертификатите кои што ги стекнуваат, вештините кои што ги стекнуваат и компетенциите кои што ги стекнуваат им помогнале, без разлика доколку биле вработени, им помогнале да го подобрат своето реноме на нивното работно место и во нивната работна околина, а на тие што не биле вработени им помогнале да полесно да дојдат до определени работни места. Ова е исклучително важно, впрочем и затоа ја правевме оваа анализа, за да видиме дали всушност стварно го постигнуваме импактот кој што е барано самата програма. Во однос на студентите, исто така ќе напоменам, ние многу работиме со сите универзитети во Република Македонија, но имаме и директни контакти со студентите и особено важно е за нас кога ќе ги видиме студентите кои што се враќаат од мобилност, дека имаме прилика да ги видиме и пред додатна мобилност, дека се враќаат со многу зголемени јазични способности, која што исто е една од приоритетите на програмата, односно веќе подобро го владеат јазикот на кој што биле таму да студираат и така натаму, но
и особено битно е дека е значително зголемена самодовербата кај овие луѓе. Овие млади луѓе кога ќе се вратат од мобилност, всушност стануваат свесни дека тие се еднакви со нивните колеги од европските земји, дека немаат никаков комплекс на помала вредност и така натаму, и всушност дека може да се надпреваруваат на пазарот на трудот со било кого. Ова е исклучително важно во програмата Erasmus+ и ние се трудиме да го гаеме овој пристап, бидејќи е исклучително важен за младите луѓе. Исто така морам да напоменам дека како производи на оваа програма се јавуваат и определени интелектуални аутпути. Интелектуалните аутпути се всушност производи кои што произлегуваат од соработка помеѓу партнери од најмалку 3 земји, од кои што една би била Република Македонија како апликант, организација од Република Македонија како апликант, која што мора да има најмалку 20 европски партнери кои што произведуваат определен производ кој што подоцна може е слободен и отворен за користење од страна на сите заинтересирани. Вакви интелектуални аутпути имаме веќе се повеќе, ова се сериозни проекти кои што достигнуваат и вредности повеќе од 200.000 евра, па така имаме веќе производи како подобрени курикулуми за учење математика, имаме водичи за полесно пронаоѓање на работно место, имаме многу тренинг модули, особено во земјоделието и во информатичката технологија, во економијата, така што генерално ние сме задоволни од производите, односно од импактот кој што го дава програмата врз нашите корисници. Ете, споменавме програмата Erasmus+ како целна програма која што ја нуди агенцијата, меѓутоа Националната агенција нуди и останати програми, да ги споменеме делот исто. Така. Значи, ова е особено важно, бидејќи ние сме веќе на еден начин етаблирани како агенција која што имплементира програмата Erasmus+, но истовремено, увидувајќи ги нашите колеги, односно можностите кои што ги постојат во Европската Унија, се исто така отворени за Република Македонија со тоа што, земајќи го предвид тоа што ние станавме програмска земја, односно ја акредитиравме Националната агенција, увидовме дека постојат и други можности кои што можеме да ги донесеме во Република Македонија и станува збор за определени фондови кои што Европската комисија дозволува да ги користат националните агенции од Европа, но за истите при тоа треба да аплицира на ист начин како што нашите корисници аплицираат кај нас. Така да ние се обидовме и аплициравме во неколку уште од 2014 година и сега веќе до 2017 година успешно ги имплементираме иницијативите, односно програмата eTwinning, која што е всушност најголемата онлайн заедница на училишта во светот, или да речам попросто да се израснам, тоа е еден Facebook за училишта преку кој може да се стекнуваат идеи, но и да се креираат партнерства кои подоцна се преточуваат во Erasmus проекти. Исто така ја управуваме програмата Евридика, односно иницијативата Евридика, која што всушност представува дескрипција на образовните системи низ цела Европа. Република Македонија е дел од таа дескрипција, и преку неа се обезбедуваат клучни податоци за сите сегменти на образовниот систем на сите земји. Ние исто така учествуваме рамноправно со сите земји, таму се учесници 43 земји, значи поширок спектар на земји учествуваат. Минатата година успешно се вклучивме и почнавме иста таква програма се вика Јутвики, но таа се осврнува на младинските потенцијали, односно на политиките на младинските политики. Исто така и управуваме програмата Европас, од која што најпознат инструмент е Европас CV-то, но всушност се работи за сет на документи кои што ги докажуваат вашите стекнати компетенции, па така доколку студент отиде или доколку некој професор од стручно училиште отиде на определена обука, тој може да се стекне преку Националната агенција со Европас сертификат, кој што е европски сертификат, кој што е признат во било која држава. Пак ќе кажам, тука ни е сепак водечки документ Европас CV-то или европската форма на CV, која што сите ја знаат. Веќе таа е преведена на македонски јазик и може да се пополнува на македонски јазик онлайн на веб страната europass.mk, која што ја управува Националната агенција. Ја управуваме програмата, ги управуваме и програмите EasyVet и Eurodesk, кои се Eurodesk е сервис за млади, односно преку Националната агенција и определени информативни центри низ Република Македонија
превземаме обврска доколку некој млад човек преку оваа програма, доколку некој млад човек се обрати до нас, да му ги обезбедиме сите можни информации за можностите кои што ги има, дали се за стипендирање, дали се за кратки обуки, дали се за волонтирање, дали се за стажирање во странство, да може да ги добие на едно место преку Националната агенција за европски образовни програми. Така што веќе опфативме широк спектар на акции, односно широк спектар на активности, и можеме да слободно да кажеме дека дури имаме и такво реноме во Европската комисија, дека сме една од водечките агенции, имајќи во предвид дека определени држави низ Европската комисија имаат за вакви програми имаат и по 2-3 агенции, ние успеавме да направиме one-stop shop, односно успеавме да направиме сервис каде секој еден што е на некој начин засегнат со образование или обука, може да се обрати и може да најде соодветна активност за него во Националната агенција. Млади во акција и доживотно учење, преку овие два проекти ќе се навратиме на 2013 година, кога истите завршија со своето спроведување. Потоа започна, претпоставувам, програмата Erasmus+. Кои се придобивките од овие проекти? Всушност, овие две програми нас не подготвија за да влеземе во програмата Erasmus+. Тоа се основните програми, предходници на програмата Erasmus+, и концепцијата на програмата Erasmus+ е врз програми, овие две програми. Доживотно учење или lifelong learning беше многу позната програма која што заврши во 2013 година со исклучок на неколку проекти кои што траеа до 2014 година. Истото се однесува и за млади во акција. И Европската комисија во тој момент заедно со националните агенции одлучија да создадат нова програма која што ќе биде интегрирана и ќе биде ориентирана кон крајните корисници, односно ќе се исфрлат сите потешкоти што ги има корисниците во програмите Erasmus+, во програмата Доживотно учење и млади во акција, и ќе се создаде програма која што е ориентирана кон корисниците. Како пример на ова, во програмата Доживотно учење и млади во акција се аплицираше на хартија, за разлика од сега, значи ние сме како агенција, сме paperless агенција, односно агенција која што не користи хартија, и единствен хартиен документ кој што еден наш корисник го има со нас е всушност договорот за потпишување на грант. Се друго оди електронски, можете од било која точка во Македонија да пуштите апликација, значи буквално целиот процес е електронски, од поднесување на апликација до потпишување на грант, сите процеси, значи тука има повеќе процеси, значи кои што се извршуваат електронски. Тоа беше направено на инсистирање на националните агенции од Европа, вклучително и на нашата агенција, со цел да се олесни пристапот на сите групи кон програмата и сите да можат подеднакво да добиваат информации или да добиваат можност да аплицираат во програмата Erasmus+. И токму некаде пред крајот на разговорот ќе го поврзам и ова актуелно прашање, политичката состојба и нејзиното влијание врз дали младите, односно сите оние кои што можат да аплицираат за оваа програма за Erasmus+ и останатите програми се скептици или повеќе оваа политичка тензија ги мотивира за да аплицираат се повеќе и повеќе? Тензијата сама по себе има влијание, особено во определени сегменти. Во определени сегменти, да речеме, на пример, ќе го земам за пример студентскиот сегмент, каде што секогаш кога во определена држава постои некаква неизвестност, истата се рефлектира во врз тие лица, и тука се јавува малце скептицизам. Ние се обидуваме да го надминеме со постојана комуникација помеѓу нив, имено не смееме да дозволиме тие да се исклучат од европските токови. Всушност и целта на нашиот високообразовен систем е, една од основните цели е да се модернизира и да се интернационализира. Тоа треба да биде мотив и за сите други подсистеми на нашиот образовен систем, и во средното стручно образование и во основното образование, но тоа што носат, тоа што е последица на овој тип на тензии или на овие политички кризи е всушност успорување на самиот систем. Треба да имате во предвид дека кај нас аплицираат државни универзитети, државни училишта, средни или основни училишта, кои што доколку осетат мало за успорување на административните процедури кои што треба да ги поминуваат, тоа може да се рефлектира и врз нивната можност да аплицираат во нашите програми. Тоа е исклучително опасна ситуација и не смееме да дозволиме. Ние затоа во моментов сме и комуницираме со сите наши потенцијални апликанти и се обидуваме, користејќи институционален пристап, да им ги олесниме сите процедури, односно без разлика ако некаде се
се заглави во самиот процес, да можеме да им помогнеме да убрзаат ситуацијата, бидејќи ние како национална агенција не смееме да дозволиме да не го апсорбираме буџетот кој што ни го ставиле оваа година на располагање. Во на Република Македонија близу 6 милиони евра, а може би и повеќе од 6 милиони евра ќе бидат ставени во Република од страна на Европската комисија за користење во програмата Erasmus+. Ние мораме да ги потрошиме тие средства, односно да ги реализираме тие средства преку нашите крајни корисници, за да имаме можност за следната година да преговараме за зголемување на овој буџет. Овој буџет успеавме за разлика од минатата година да го зголемиме за 25%. Во голема мера зависи од училишното образование, бидејќи имаме акцент ставено во училишното образование. Тие мора да пуштат што повеќе апликации до нас, за да можеме голем број да ги одобриме и за да можеме да ни се отвори можност да повлекуваме дополнителни средства во текот на годината. Минатата година успеавме близу 400.000 евра да повлечеме на база на тоа што училиштата поднесоа голем број на апликации, успеавме да одобриме 20 партнерски апликации за кои што имаме право од Европската комисија дополнително да побараме средства. Затоа сите овие политички кризи и неизвестности лошо влијаат врз нашите корисници, односно доколку лошо влијаат врз нашите корисници, лошо ќе влијаат и врз нашата работа, а всушност на тој начин ќе ни го намалат рейтингот кој што го имаме во Европската комисија, односно во Европската унија, доколку ние го спуштиме нашиот апсорбционен капацитет. Ќе мора да го бараме изворот на тој проблем, за да можеме да го надминеме, што не би сакале ние да се доведеме во таква ситуација. Така, верувам дека и многу проекти, многу партнерства чекаат на конституирањето на новата влада. Да, она што е важно во однос на новата влада, за нас е особено важно, именно нашата работна програма ја одобрува Европската комисија, а подоцна владата, односно министерот за образование, со истата треба да се согласи и да ја потпише, што е затоа е исклучително важно да имаме функционален систем, за да немаме застој во тој процес на потпишување на договор со Европската комисија. Именно, значи, секој институционален застој во овој процес што би се случил, на нас како национална агенција би ни го одложил добивањето на средства, што во всушност лошо би влијало врз крајните корисници кои ќе аплицираат на 2 февруари, првиот рок за аплицирање на 2 февруари, тие би требало да ги добијат на време средствата. За да може да ги добијат на време средствата, овој институционален круг мора да се затвори, односно мора да постојат министерства, да постои бирократскиот систем низ кој треба да проидат нашите годишни програми, нашите работни програми и така извештаи и слично, со цела Европската комисија да може на време да ги префрли средствата, а ние на време да ги доставиме до нашите добитници на грантови. Така. Господине Димитров, овде ќе ви се заблагодарам за вашето гостување. Нашиот медиум секако ги следи овие програми на Националната агенција, па секако ќе бидеме во контакт и навремено ќе ги известуваме нашите гледачи. Да се заблагодарам на можноста која што ни укажавте и да се заблагодарам на корисниците од вашиот регион кои што аплицираат на нашата програма. Воедно да искористам и оваа прилика вашите гледачи, односно гледачите кои што се заинтересирани за европската програма, да ги потсетам дека на 2 февруари истекува рокот за првиот рок од програмата Erasmus+, на кој што можат да аплицираат. Ви благодарам. Ви благодарам. А вие, драги гледачи, останете и понатаму со програмата на Канал Плюс телевизија.